Добро утро и од мене, го следите најновото издание на магазин, ако може така проформа да си кажеме. Денеска надвор дожд, идеално за да бидете по дома, чајче, кафенце, барем вие кои што можете, и да уживате со нас со разговорот, а денеска ќе биде навистина интересен, затоа што во моментов е една од најдобрите женски вокали кај нас, тоа може слободно да го кажеме. Антонија Гиговска, која што многу одамна не ни била гостинка, не за друго, затоа што не е многу утрински човек, ама еве си доаѓа времето. Чека да се прозрна. Не сум утрински човек воопшто. Ти се спие? Да, многу. Јас кога станам вака рано, после тоа не функционирам, но твојата емисија не може да ја одбијам. Добро е, да, претходно некако не можевме да се погодиме поради терминот, ама еве си тука си, како си, добра ли си? Не сме се виделе поприлично долго време. Долго време не сме се виделе, јас сум супер. Вака рано на Сабајле тешко функционирам, ама добре. А немаш никогаш обврски на Сабајле? Па не, и имам среќа што Кијан спие со мене до касно. Станува во 12 и сите ми се чудат кога ќе кажам, пошто нели сте мислат бебе дека станува во 7-8. Моето бебе станува во 12. Како беше на каква мајка, такво дете? Спанко е на мама и на тато, така што се... А и тато е спанко? Да, спијат во моментов. И ќе спијат сигурно. Уште некое време. Нека спијат, па добро, денеска мама ќе поработи за нив малку. Да. Те прашав како си, затоа што обично, нели, ова како си често пати знаеме да го кажеме како некоја стандардна реченица, како по навика, не е дека нешто стварно мислиме, ама стварно си супер периодов, нели? Супер сум, малку сум уморна, затоа што имав доста ангажмани периодов и со снимање и сум со настапи секојдневно, секоја недела, така што мене ми е напорно, меѓутоа не се жалам. Па ќе кажам, имам она работа што е дефинитивно благословена. И едноставно не би можела искрено да се замислам во нешто друго. Не би можела да се замислам, нели го правевме муабетот на почеток, позади камерите, не би можела да се замислам да седам во канцеларија од 8 до 4, да имам работно време и да едноставно тоа секој ден. Не мразам таа комфорт зона и многу брзо ми досадуваат работи. И не можам да сум онака нон-стописта и затоа и преферирам да снимам различна музика, да правам различни песни, да не е се едно исто, да сум секогаш различно облечена, со секогаш различна шминка и коса и среќа ги имам Даниел и Викторија со мене. Да, од секогаш, од старт некако тие се твојот тим и многу успешно... 9 години веќе. 9 години, да. Уствари, вие израснавте заедно, може некако така да се каже. Они ми израснаа мене, затоа што се повозрасни од мене. И едноставно да не биле они дефинитивно немало да сум, јас сум таа што сум сега и да многу ми се од помош, искрено. Има доста храбри комбинации кои веќе зборуваме за стајлингот кој што ги носиш. Тоа е она, нели, сценска облека, како би ја нарекле. Верувам дека има секакви коментари, знаеш да бидеш и провокативна и сето тоа, и со позите за сликање. Се навикнали народот кај нас? Па мислам дека на веќе таа вистинска сценска облека реално како што би требало. Мислам дека веќе се навикна, иако на почетокот имаше стварно онака, мислам се уште има коментари и најчесто јавните личности се мета на критики и знаеме дека секој медиум тоа го прави за кликови. И луѓето некако се створија многу погрешна слика за мене изминатиот период од тоа што чита коментари и тоа што се објавува по медиуми, а знаеме дека сите тоа го прават за кликови, така. Ако не напише некој наслов за да го кликне некој, тоа што потоа. Ти ги кликаш тие наслови? Па, да ти кажам искрено, веќе не. На почетокот да, дури веќе не читам премногу коментари, на почетокот читав и се замарав и никогаш не ми било онака да што напишал или да се замарам за тоа, не сум се замарала, повеќе моите родители, затоа што од дете сум во ова, од многу мала, од 14 години
И некако никој не би дозволил да неговото дете трпи таков линч или не знам лоши коментари, негативни коментари, навреди. Ама се навикнаа, со тек на време веќе сватија дека ова е тоа, ова е тоа што на кој јас треба да се навикнам и тие исто покрај мене, така што веќе некако навика. Десетина години си веќе активна на сцената, така што веројатно човекот трпнува колку и сето тоа да е интензивно. Ако нема коментари не е тоа. Значи нешто не правиш како што треба. Веројатно привлекуваш внимание, знаеш да го привлечеш вниманието на публиката и сега дали по лошо, дали по добро. Битно е да се пишува така. Стоиш до на важно да ми ставите убава фотографија, не е важно што пишувате? Се согласуваш или не? Тоа е малце веќе застарено. Па веќе некако, што знам, тоа е застарено, меѓутоа, нели, ако веќе има коментари, значи си допрел до луѓето, дали е тоа стајлинг, дали е песна. Во секој случај тоа не е работата, да бидеме приметени, да бидеме слушнати, едноставно тоа е тоа. Нашата работа е тоа. Баш. Зошто и во едно друго интервју го изјавила дека луѓето стекнале погрешен впечаток за тебе? Што мислиш, зошто е причината? Па затоа што читаат лажни вести. Според тебе каков е впечатокот на луѓето за Антонија? Дека сум намкер, дека сум дигната, дека не се разговара со мене. Најверојатно ми е тоа некој одбранен механизам и некој ти знаеш дека јас сум ностоп насмејана, кога и да ме видиш јас сум насмејана, меѓутоа они мислат дека не знам, ако сме јавни личности дека не се збори со нас, дека не се комуницира, дека едноставно не може да допре до нас. Мислам дека малку треба да сватат дека ова све е шоу бизнес и дека коментари ќе има и медиумите се тука да напишат било што за да им се отвори статијата, да им биде читана, да им биде гледана и коментирана исто така. Кога веќе ги спомнуваме медиумиве, те комуницирале, те контактирале за изјави од твоја страна како што нели би требало да? Најчесто не. Најчесто не. Најчесто не. Мислам ме барале обично преку мојот пиар Васко за да нели дадам изјава пред песна, некоја одредена за промоција, за било што, меѓутоа оно што е све друго на страна е све се лажни вести. И све кога една приказна ќе се слушне, тогаш е многу полесно да напишеш нешто според таа една приказна и според тие зборови, да кажем. Затоа што реално не е новинарски, бидејќи во новинарството постојат две страни. Точно. И по правило во секоја сторија треба да ги има и двете страни. Точно. Без разлика каков е ставот. А си знаела да изреагираш до редакцијата, да речеме до новинарите, или си се повлекувала? Само еднаш сум изреагирала. Не мислиш дека тоа повлекувањето на некој начин си го сметеле здраво заготови како потврда дека тоа е така и не реагира и Па сметаш дека може тој пристап така. понекогаш е погрешен, можеби? Па мене не ми се испоставил како погрешен, барем за сега. Ти знаеш дека јас претрпев јавен линч буквално изминатиот период, изминатава година дена и тоа многу се рефлектираше на мене и како личност и како постапувам, да кажам, во одредени ситуации. Сега веќе со многу поголемо искуство и гледам да не се замарам и да едноставно сватам дека шоу бизнес е. И едноставно кога некој ќе напише, луѓето мора да го сватат тоа дека не секогаш све е вистина. Има новинари на кои што реално се им лута и никогаш не би дала изјава или интервју за нив? Па имав изминатиот период, двајца сигурно, меѓу кои и Зоки Фаци, кој што повеќе не е меѓу нас и меѓутоа многу ми е мило што се смиривме и што баш пред да почина бевме во комуникација и неколку пораки му пишав да му посакам побрзо да оздрави, дека е силен и дека сум поминала, да кажам, покрај нешто такво, некое такво искуство, како мала и сум го гледала тоа дома, затоа што мајка ми поминала покрај тоа. И едноставно не е важно, ние сме сепак луѓе и јас не сум злопамтила и едноставно
Сум свесна дека некој тоа го направил за да нештото му биде гледано. Не е убаво, не е фино, затоа што баш онака се рефлектираше лошо на мене. Меѓутоа, нели, секој е чудо за 3 дена и тоа помина, Бог да го прости Зоки и тоа е тоа. Што те одржа во целиот овој период на тој јавен линч кој што велиш дека прилично многу работи беа вперени кон тебе, дека верувам дека колку и да си силен, ти си сепак премлада. Имаш искуство, меѓутоа сепак си премлада и веројатно на психичко ниво тоа и не е баш така лесно. Па не мора да значи дека ако сме јавни личности дека мора све да претрпуваме и да едноставно оставаме нештото да не погоди. Многу ретко, тоест ретко дозволувам да ме погоди нештото. Меѓутоа сум многу емотивна и сум многу мека и колку и тоа да не го Гледаш колку тоа различно од она што велиш како те перцепира, значи тоа сосема спротивно од она што Ја можам да се расплачам на било што. Стварно сум многу емотивна и сум многу мека, иако со тек на време треба да научам да бидам и сум многу наивна и со луѓе сум. Мислиш дека тоа се учи? Па не знам дали се учи, тоа е таков човек си едноставно. Јас сум онака, знаеш, со розови очиња гледам на све. Буквално на све. И мислам дека со еден разговор со тебе можам све да ти кажам и можам да ти раскажам што ми се случило во минатиот период, ама буквално се да ти кажам. Не мислиш дека да. Тоа не е добро дефинитивно и иако поприлично сум човек што има тројца или четворица пријатели во животот, блиски. И не го ширам кругот, затоа што сум се соочила со тоа да сум имала многу другарки, многу другари и сум останала на само четворица. И ми е многу подраго кога имам луѓе на кои што можам да им севаме во 4 сабајли и знам дека се тука за мене, отколку оние тука сум и ќе седиме на кафе, не сакам такви работи. Ево што кратко за ова ќе одиме после на поведриве теми, ама ова е па многу битно од друга страна. Се промени многу работи откако нели се случи она стана мајка и така натаму со луѓето во околина, да речеме. Па имаш некој чистење во околина, како ви кажа? Имаш, да. Многу чистење и ми е мило поради тоа, затоа што луѓето што требале да останат до мене, останале до мене, а имаше многу луѓе кои што кога ми беше тешко и кога бев во стварно хаотичен период. Кој период беше тоа? Па ете периодот кога преоѓав од една врска во друга, во брак, кај мене многу работи се случија брзо. И јас викам дека така требало да биде и дека се случува со причина барем кај мене и така се испоставила и мајка ми татко ми се стварно многу голема поддршка, мајка ми секогаш застанувала на моја страна и секогаш кажувала Антонија што и да прави, го прави тоа најдобро и го прави како она мисли, ама секогаш тоа испаѓа како што треба. И испаѓа како правилна одлука. Важно е таа поддршка, нели, посебно мајчинска. Добро, мајчинската љубов е една. Но добро и става. Една е мајка. Да, нели има други стави кои што ќе те укоруваат, ќе те караат, ќе те критикуваат. Или пак е различен пристап. Кога ќе останам бремена, дека мојата кариера тука завршува, дека нема да сум веќе интересна за око, нема да ме гледаат исто. Нема да сум интересна на мажите, веќе ќе им станам досадна, нели мајка. И сега интересна си, нели? Сега сум многу повеќе интересна од кога што бев, искрено. Пишуваат, знаат често пораки кои имаат. Да, тоа е секојдневно. Игнорираш? Па игнорирам, да, мора да игнорираш. Не можеш со сите да разговараш исто и да си секој ден со нив на кафе. Едноставно мора да има некој гард. Така. На Инстаграм се прилично популарна, имаш многу следбеници, така натаму, нели многу има и од Србија кои што исто така те ценат и те сакат. Ти е ова една добра платформа за твоја лична промоција? Да. Да, дефинитивно Инстаграм, веќе социјални мрежи се како Инстаграм, како ТикТок, некако мене ми е жално, се многу посилни од било кој медиум. На друг начин би рекол. Може би на друг начин, да. Меѓутоа мене ми е криво што немаме забавни емисии. Криво ми е што
ете немаме, што би рекла, јас немам за каде да се дотерам. А стварно е така. Немаме емисии, немаме барем музички емисии. Мене ми е многу мило што ета магазин ја поддржува македонски артисти и се што е музика. Меѓутоа, навистина ќе се сложиш и ти со мене дека немаме музички емисии, немаме ете да кажам збеднување некој за да се појавиш, да се дотераш, да има многу камери. Едноставно немаме такви емисии. Во моментов, треба да има. да, треба да има. Верувам дека ќе се менува. Верувам дека ќе се менува. Иако ние можам да кажам имаме доста на тема музика, се трудиме во секој можен сегмент да промовираме. Кога веќе сме кај Инстаграм, зошто не ме следиш на Инстаграм? Не те следам. Не. Стварно? Замисли. А мислам дека првото интервју го имаше кај мене. Ако се сеќавам пред години, нели? Се одма те заследувам. Не мораш. Срамота. Ама мора вака малце јавно Не, да... ако добро. Мора демократија, Не, знаеш веднаш. како оди. Точно или јас сум нешто во грешка? Чекај да видам. Презимето? Петрески. Петрески. Не, дека си комуницираме цело време, сега викам, Антонија нешто не ме следи добро, се прави Стварно? важно. Па гледаш ли зошто луѓето мислат дека си ваква или таква? Не ги следиш. Ама не се правам важна. Не, ми стигаат многу нотификации и многу луѓе ми се... Верувам. Значи, вака ќе отворам Инстаграмот и сега ако стварно гледам се што се случува овде, ќе се шекнам. Јасно. Ова беше мала шал, се знаеме многу одавна. Мислам дека меѓу првите интервјуи, ако не и првото во Урбан Так, тоа беше многу години наназад. Пред некој ден го отворив да го гледам, бидејќи нели ќе ми беше и те гледам и тебе, се гледам и себе си, тоа се сосема два различни ликови. Ама од секогаш била таа опуштена комуникација. Многу се менуваме со тек на време, се менуваме сите и како си одат годиниве, ќе мислат леле многу сум стара, 23 години имаш. Јас сум малце повеќе од тебе, ама како и да не зборуваме се за години, Жена е една песна која што е многу моќна. Мислам дека растури. Уствари сите твои песни на старт онака буквално пукнуваат и стануваат голем хит, ама Жена има нешто посебно. Гледам многу девојки ја пеат, ја споделуваат така натаму, веројатно многу се најде некоја добра подкрепа онака им направи песнава. Па Жена е секојдневно приказна. Приказна можам да кажам на сите жени, сите во еден момент се соочиле со момент да мажот не ги сака доволно или не им пружа поддршка, не им пружа заштита, не ги почитува, ги вреѓа. Така што Жена е, ќе ме праша некој дали сум инспирирана за да ја отпеам од своја приказна. Мислам дека ова е приказна баш на секоја жена. И изминатиот период некако слушав приказни од многу мои другарки, многу пријателки, познанички, што се соочуваат со таков проблем. Да не биде сега дека само жените се оние кои што не се почитувани, сакани, може да и обратно. И мажите, затоа што некако веќе стварно се изместени секакви вредности. И поготово мажите мислат дека кога ќе освојат една жена, дека тука завршува све. И дека не треба да одиме на кафе, да се седнеме на ручек, да ми купиш, не знам, цвеќе, киндер јајце, било што. Дека стварно тука треба да заврши све и ние сме маж и жена, имаме дете и толку, завршува све. Тука мажите прават најголемата грешка. Јас секогаш ќе застанам на страната на жените, затоа што сум нели жена и многу сакам жени. Сакам жена. И ми е, не знам, ми е онака жена ме асоцира на нешто убаво, на нешто префинето. Така да тука мислам дека стварно се соочуваме со некој таков проблем, на кој што мислам дека мажите треба да поработат на тоа. Добро. Да не, ама ако кажеш те сакам, не мерило едно те сакам за дали ме сакаш. Апсолутно, зборот дефинитивно не е никаков ниту доказ, ниту мерило, делата нели секојдневието сето тоа го Никој не може, покажува. пошто нели на почетокот песнава вика биде тој што вети ти ќе бидеш. Никој не може да ти вети што ќе биде. Многу често не симнуваат звезди, многу мажи. И ова е, не знам, дали од некое мое лично искуство, сум поминала стварно, сум млада, меѓутоа сум поминала стварно низ многу работи и со партнери веќе некако
сум навикната да, иако се давам 100% секогаш, меѓутоа сум била повредувана. Колку сум била и сакана, толку сум била и повредувана во исто време. Како ти е сега? Сега ми е Среќна ли си супер. во брак? Да, сега ми е супер, Дали ова стварно. е изборот кој што требаше да се случи после сите перипетии? Па, ќе се испостави дека да. И јас нема да кажам за сигурно дека да, затоа што секогаш кога сум кажувала за сигурно да, секогаш нешто склизнувало кроз пат и никогаш ништо не одело по план, како што сме планирале, меѓутоа да, дали се досадуваме едно за друг? Па верувам дека не. Или различно сте поставени и двајцата кога сте дома и таму? Па, види, битно е дека сме... Не, се вртам. Се дека кажат Антонија, па. Да, замисли да изреагирам на тетка, никако. Млада сум Да како не се збуниш некојаш па после да биде проблем. Кијан е супер и Кијан е стварно онака многу мило детенце, многу сака да се дружи, сака многу внимание. И она што го приметив до сега е дека никако не сака да е сам, а тоа сум јас. И јас мразам да сум сама, не сакам да сум сама, сакам да сум ностоп обкружена со луѓе. Имам моменти кога сакам да сум сама, меѓутоа тоа се многу ретки случаи. А Кијан е едно темпераментно детенце, да кажам лудо. Сака да пее, тоа видов на снимка. Да, си има микрофонче дома и си прави така да почнуваме. И свири со татко му на клавир, тоа е исто. Аха, па после покрај двајца музичари не знам дали може нешто друго да прави во животот. Не знам, ќе си одлучи тоа, јас нема да сигурно да го бедувам на нешто што. Ама ќе видиме каква. Ако има желба. Така си е. Каква мајка си? Посветена? Посветена мајка, покрај нели обврските што ги имам, би сакала да кажам дека сум посветена мајка, иако не знам дали сум во целост, затоа што не сме, да кажам, ние сме заедно преку недела, меѓутоа за викенди најчесто со бабите. И во петок е оди кај баба, во недела вечерта си го взимаме, така да тие 2-3 дена се гледаме на, не знам, на саат време, 2-3 макс. И тоа е нешто кое што се надам дека кога ќе порасне ќе го свати дека тоа е дел од работата на мама и на тато и едноставно после ќе види ќе лажеме на свадба сме. И ќе гледаме Ама кога ќе ве види на Инстаграм, нема лажење со новите генерации. Ќе взимаме со нас на настапи, тоа е неизбежно. Тоа ќе биде интересно, дуо трио може после. Никогаш не се знае во која насока ќе оди. Направи многу хитови до сега. Ќе правиш некој албум наскоро? Албум се надевам следната година, јас го најавив. Меѓутоа не знам како ќе оди. До крајот на годинава се надевам дека ќе излезе и дуетот долго најавуван со Врчак. Го снимивте се? Снимена, да, само што се чека да пројде кроз прстите на Лазе уште неколку пати и да чекаме нели фајнал верзија и да се фокусираме на спотот. Така да ќе видиме, сум стварно возбудена како ќе се одвива тој спот и тоа ќе биде многу добар момент, ќе биде балада или? Па е балада, меѓутоа е со брз ритам, да. Ќе причекаме. Да не фала ти Ептен, да не те задржуваме бидејќи треба да патуваш на кај Битола, да се гледаме за убави работи и да се гледаме почесто, иако сме утрински термини. Ке се гледаме почесто, дефинитивно. Фала ти на поканата. Во продолжение одиме со Жена се разбира, премиерно во магазин, со оваа моќна песна со која што Антонија настапи на последното издание на Макфест. Имајте убав викенд, се гледаме од понеделник. Чао!